своја рака за да го сочуваат еднопартискиот систем и позициите кои што ги имале на моќ као личности. Не го правеле тоа на своја рака. Ова е... На кој начин овие луѓе биле опасно Јас за го нив? разбирам вака. Од 45 до 90 еднопартиски систем. Да, Тајните служби се под контрола на Сојузот на комунисти. да. Значи, тајните служби и партијата на власт, односно Сојузот на комунисти, се едно. Не се две, Да. не се посебни. Тоа ти е кој штази, кој дел од државата. И партијата, тоа е државата. Нема друго, нема трето. Нема плурализам, нема различни партии, нема опозиција. Или си партијата што е комунистичка, или си обичен граѓанин и не знаеш ништо што се дешава. Немаш никакви права. Немаш гласање, немаш со што да се занимаваш. Тоа е нивна работа. Сега после 90-та тие треба да се одвојат, се уведува плурализам, меѓутоа они продолжуваат да функционираат. И тоа е држава у држава. Сериозна држава у држава е тоа. По се што гледам до ден денеска продолжува континуитетот и таа држава во држава да дрма. Сега ако ме прашувате за политичка оценка, мислам дека тоа добро го знаат странците. Затоа што нашата тајна служба има сериозни остатоци од релации со југословенската, подоцна српската. У овие критични времења сега малку работиве се измешани. И малку е проблематично за одредени ликои, кои што знаеш некои луѓе му ги вратија на Мицко како кандидати за полиција. Да. Така? Да. 4 на број. Значи, предпоставката е, односно сознанијата говорат дека некои од тие луѓе имаат безбедносно компрометирани комуникации со структури кои што не се у овој безбедносен систем у кој што сме. Пак велам, ја не оценувам. Дали е добро у НАТО или не е добро у НАТО, ЕУ или не е добро у не. Не е ни моја да оценувам. Ја имам право што сакам да мислам ко поединец. Меѓутоа секоја политичка партија и затоа на пример Обрајан го нели го прозива отворено. Затоа што му вика, окей, ти кажи бе како ќе го решиш проблемот. Проблемот е у рамка која што е поддржана од Европска унија и САД и вака треба да се реши. А ти ако можеш да го решиш на друг начин, кажи. Ама ако го решаваш у рамки на ЕУ и на НАТО, нема друга рамка, таа е рамката. А ти ако го решаваш у БРИКС, у сојуз на северни држави или јужни држави, или у, не знам, Унија со Австралија и Нов Зеланд, може да ќе најдеш друго решение. Овде решението е тоа. Се друго е манипулација, а е компрометирано од комуникација со други служби. И мислам дека им дојде преку глава, пошто гледаат оваа инфилтрација, затоа што гледај, ние може да знаеме кои се, што се, како се. А овие што се тука служби странски, посебно од НАТО државите, на нив им е работа овие работи да ги знаат и да точно дефинираат каде може да имаат безбедносен проблем. Не ради тоа што не сакаат нас. Пак да не се разбереме погрешно. Туку ради тоа што они си ги штитат своите интереси и присуство на терен. Пошто има присуство од други конгломерати, други интереси така натаму. Денеска Агелер нели кажа дека се забележува присуство на Русија на терен. И пак не оценувам. Значи они се судираат на терен. Тоа Тоа е на македонски присуство грб. на терен. Чекај сега, значи присуство на терен не е на фудбалски терен у село Слупчане, него во политичките партии. Пошто политичките партии проектираат моќ и даваат министри. И после тоа седнуваат на тајни вечери и така натаму. Така што мислам дека кога тие структури да речеме инфилтрирани у партијата работат со тајната служба, они по дефолт се склони да работат и со странски служби. Тоа е тоа. Добро, како продолжение